Јорданчо повели со информациите, раздвижено ли е во Влае? Така е, во Скопје полека се буди, исто така и Влае се буди. Можам да кажам дека раздвиженоста тука е на многу повисоко ниво, за разлика од претходните училишта, каде што екипата на Канал 5 беше во неколку училишта да го следи избирачкиот процес. Тука може да се регистрира камерата на Канал 5, раздвиженост на луѓе, доаѓаат, приложуваат своји документи за идентификација, оставаат свој отисок од прст за да можат да гласаат, да го остварат своето право на глас и така да можам да кажам дека се тече во најдобар можен ред. И од избирачкиот одбор велат дека немаат никакви проблеми, досега никакви технички проблеми, со ништо досега од таква природа не се соочуваат, но и граѓаните очекуваат, како што напомена и мојот колега Игор Манасиевски, очекуваат хигиена, повеќе паркови и подобро Скопје за сите граѓани. Па тука да слушнеме што кажа и од избирачкиот одбор, но кои се пораките и на самите граѓани. До сега немаме никакви проблеми. Имаме 741 запишан гласач, до сега се излезени околу 64 летем. Во последниот момент, во овој момент имаме малце поголем прилив на гласачи и до сега нема никакви ни технички проблеми, никакви проблеми, се одвива во најдобар ред. Па секојаш фали некојаш да биде подобро, значи подобро него до сега што е. Мада е до сега добро. Се помина во ред додека јас гласав. Што очекувате од новиот градоначалник и на Скопје и на Ќе видиме. Супер беше све, ништо нема проблеми. Која е вашата порака до идниот градоначалник и на Скопје и на вашата општина? Умно и честно. Тоа е тоа. Така, тоа беа коментарите на избирачкиот одбор и на граѓаните кои, како што кажав и претходно, нели очекуваат поголема хигиена и подобро функционирање на самиот град. За подсетување, гласањето граѓаните можат да гласаат уште од прилика 8 часа, кога во 19 часот се затвораат избирачките кутии, пошто ќе следи и само пребројување на гласовите и некаде околу полнок веројатно ќе се знаат и првичните резултати. Тоа за сега се бубе сите информации тука од Основното училиште Димо Хаџидимов. Повеќе информации во вестите во 15 часот.